почитувани представници на медиумите. Видовме дека веќе 3 дена нема реакција за навредите кои беа кажани од Мирко Попов на митингот на СДСМ и Шилегов. Тоа ни дава право да заклучиме дека Петре Шилегов ја одобрува изјавата и се согласува со претходните дефиниции за тоа што се скопјани. Шилегов се согласува дека Скопје е диагноза. Скопјани се селјаци, албанците ги нарекува со погрдно име и дека сите цркви треба да се запалат. Петре Шилегов е градоначалник кој се согласува дека, цитирам, Скопје увек биле и само ќе бидат оние 30, 50, 100, 1000, можда 2000, кои имаат креативност и сила да пркосат на останатите 700.000. Они не се и никад не биле Скопје. Ние сме Скопје. Они не се важат. Тука има многу пострашни зборови и јас нема да ги прочитам, оставам вие да процените. Петре Шилегов е градоначалник кој се согласува дека твојата неписменост е историска, суштинска и предавничка. Кога би ми бил сега на дофат, би те заклал ко зајак. Полож си од... И ова нема да го прочитам. Овде ме поканија, седеле и размислувале кого да викнат. Им требало хардкор скопјанец и некој рекол Мирко Попов. Јас сум дефинитивно хардкор скопјанец, пошто за мене Скопје е диагноза. И последно, но не помалку важно, Шилегов е градоначалник кој се согласува дека, и ова нема да го цитирам, ќе ве замолам да погледнете. Ти да имаш 5 минути власт, ама зборам за таква власт што можеш без проблем да ја натераш Анджелина Джоли да ти игра стриптиз, додека Перу свири You Can Leave Your Head On на сакс. Апсолутна власт. Таква власт зборам. Значи ја правам нешто и никој не сме да мрдне. 5 минути. Да. Ги запалам сите цркви. Да се збори. За крај, фирмата на Мирко Попов, PMG Recordings, од јануари 2018 година до октомври 2021 година има добиени тендери во вкупна вредност од 66.280 евра. Или од Министерство за култура 10.000 евра, од МКЦ 34.154 евра, од Универзална сала 13.822 евра и од град Скопје 8.300 евра. Најверојатно, ова е мерит системот по кој СДСМ одлучува кој е хардкор скопјанец и кој ќе биде говорник на митингот на Шилегов. Драги скопјани, со сигурност ќе знаете да го цените ова на престојните избори на 31 октомври. Ви благодарам.